Во атарот на Бели свечено беше отворена винаријата Тинк. Станува збор за современа винарија, каде се вградени најновите технолошки достигнувања во винопроизводството и каде со дополнителни иновации ќе се креираат вина со уникатен карактер и вкус. Производството на винаријата Тинк ќе се базира на грозје од лозови насади од овој крај, но ќе се откупува и од регионот. Градена е по најсовремени стандарди за квалитет, како и органска заштита на грозјето. Собственикот Слава Јорданов вели дека долги години стрпливо се градела винаријата. За почеток ќе биде со капацитет да се произведува 100 тони вино годишно. Винаријата, како што вели Јорданов, ја изградиле за да се докаже дека и во овој крај може да се произведува квалитетно вино и ракија и да се обработува лозја. Исто така, регионот климатски одговора за одгледување на лозја и токму тоа било пресудно да се одлучи да изгради нова винарија. Во првите години ќе се произведува до 500.000 литри вино годишно, за во иднина да се произведуваат 1.000.000 литри вино годишно, како што е проектирана самата винарија. Содржината на ова ќе биде малце проширена, бидејќи винскиот туризам во светот зазема значајно место во туризмот и ние сакаме да направиме еден комплекс од спа центри, соби за спиење, ресторанти, ловни клубови за ловци. Еве веќе купивме и коње, сакаме да имаме и конјички клуб, каде можат гостите кои се љубители на јавањето на коњи и одредени содржини кои ги нема за сега во овој крај, да ги поврземе ловиштата кои ни се на дохват, да можеме луѓето да еднаш дојдат тука и да посакат повторно да дојдат. Условите за производство на вино се добри. Земјиштето е откупено од страна на собственикот. Патот до винаријата е асфалтиран, има струја и водоснабдување и се ќе биде направено по најсовремени системи за одгледување на лозови насади. На свеченото отворање присуствуваа голем број гости и пријатели на собственикот, како и градоначалниците на Кочани, Чешиново, Облешево, Пробиштип и Македонска Каменица.